Во април 1917 година во Петроград, пред партиското раководство Ленин го чита својот реферат со наслов «За задачите на пролетаријатот во сегашната револуција». Делови од овој реферат на 4 април 1917 година ќе бидат објавени во партискиот весник Правда, а ќе останат запаметени како априлските тези на Ленин. По победата на буржоанско-демократската револуција во февруари 1917 година, Ленин и други политички прогонети лица се вратиле во Русија. Но привремената влада, воспоставена после февруарската револуција, а предводена од социјалдемократот Александар Керенски, ја продолжи предавничката улога на западноевропските социјалдемократски партии кон работничката класа, на начин што ја продолжиле војната во која секојдневно гинеле илјадници работници на фронтот на империјалистичките интереси. Сосема спротивно од ова, Лениновите априлски тези накратко гласеле: власта на работничките совети, земјата на селаните, мир во земјата. Тезите биле повик за втората револуција во Русија, но овој пат социјалистичка. Не само за соборување на буржоанската привремена влада, туку и за воспоставување ново општествено уредување. Сепак, априлските тези на Ленин и покрај нивното револуционерно значење, во моментот на нивното објавување во партискиот весник Правда, поминале речиси незабележано меѓу работниците. Со други зборови, тие не се одзвале на револуционерниот повик, но настаните кои следувале само ја потврдиле нивната валидност и го поплочиле патот до Октомвриската револуција 7 месеци подоцна, кога државната власт преминала во рацете на воено-револуционерниот комитет при Петроградскиот совет на работничките и воените депутати за ноќта меѓу 8 и 9 ноември, вториот Серуски конгрес на советите да формира привремена работничко-селанска влада и совет на народните комесари на чело со Ленин. Затоа се смета дека априлските тези се пресвртница во поновата политичка историја и представуваат манифестен завет на дотогаш малобројната марксистичка организација, дека е спремна за само неколку месеци подоцна да стане водечка политичка сила, верна на својата антикапиталистичка и интернационалистичка програма.